6. мај 2022 година за православните верници Ѓурѓовден, за ромската популација пак традиционалниот празник Едерлези. Прилепските роми, исто како и во старите времиња, уште од предпладневните часови се упатуваа до блиското излетничко место викано Нанога, за сопечено јагне, скара и песна да го пречекаат празникот. Носталгично велат дека во последниве години, иако празникот не е тоа што бил некогаш, сепак тие си го почитуваат. Ние по старите уште се држиме оваа традиција, по младите одбегава, што може одбегава тие. Не час. Јас си велам дека треба да продолжи овој ден на пролета и не сме да се зостаи. Имавне јадејне, пиејне си правевне, излагавне горе, тоа кајна се вика Нанога, се излагаше тамо. Сега веќе народот намале таа работа, сега сме поќе во џамијата. Ама сега колку е помодерен животот, ама со пара нема доволно. Ова е едноречено е, ова е празник, ден на пролета е. Ние го викаме Ѓурѓен, турците го вика Едерлес и така натаму. Значи тоа дава еден почеток дека ја напуштаме демека есен, лет, зимата ја напуштаме, влегуваме во летна состојба. Ама во времето кога се славеше беше многу поинтересно. Многу полюбезно да речам. Со душа чекавме да дојде овај ден и да излеземе на зеленило. Нашите соговорници ни раскажаа и една легенда за светото место Самовилец, каде што има лековита вода, заради што денешниот празник, според нив, имал уште поголема тежина и уште поголемо значење за луѓето од сите вери. Кој остана од дедо придедо, останало има едно место такво што не може никој да го најди, му дојде наслон за нашите предци, дека таму има лековитна вода. И така го наследио ние. Јас сум моментално, ми дојде така наслон, демек од 74-та година сум таму јас како член, како домаќин таму сме. И одиме, идат луѓе од сите градови. Кој што нема деца или му дошло насон, на филен место има вода лековитна таму. И таму после 1 сато ја пуштаме водата. И ноќе ја пуштаме после 1 сато. Му даме водичка, се мија образ. Си остава пред време некој аливче тука да му стоите. И до денеска е таму така, има доста луѓе видено многу добри на таа света вода, да речам. Значи се уште постои таа света вода, ама некој народ може не верува во тоа, ама... Инаку, Ѓурѓовден го прославуваат ромите од целиот свет. Според преданијата, Ѓурѓовден го означува прекинувањето на зимувањето и прославувањето на доаѓањето на пролетта. Како традиционален номадски народ, ромите со овој празник го одбележувале покренувањето на чергата и повторното заминување на пат.